почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Со притисок својствен за ВМРО ДПМН, членовите на управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец донесоа одлука за зголемување на цената на комуналната услуга, собирање смет од граѓаните за 20% и зголемување од 33% на цената за одржување на гробно место. Исто така, граѓаните ќе плаќаат повисока цена и за услугите во трпезаријата на градските гробишта, и тоа за 10%. За подсетување, кога во 2005 година ДПМН дојде на власт и го постави за директор на јавното предпријатие Комуналец Златко Ристевски, братучета градоначалникот Маријан Ристевски, цената за комуналните услуги на граѓаните беше поскапена за 55%. Сега истиот директор иницира уште еден финансиски удар од џебот на граѓаните на Прилеп. На седницата на Советот на општината, која треба да се одржи во петок на 22 јануари 2010 година, одлуката за новите покачувања треба да биде потврдена, а семејниот буџет на прилепчани повторно на удар. Граѓаните кои наскоро ќе добијат нови зголемени сметки за комунални услуги од 20%, 33% за гробно место, како и 10% за услугите во трпезаријата на градските гробишта, прашуваат: зошто, кога јавното предпријатие Комуналец се соочува со недостиг на финансиски средства, го зголемува бројот на вработените лица од 135 на сегашните 350? И дали со парите од новото зголемување на сметките ќе се покрива досегашното недомајчинско работење на предпријатието, или со овие пари ќе се ангажираат нови партиски војници кои со метли од 18 век и камиони стари над 40 години ќе исполнуваат специјални комунални задачи на престојните воредни парламентарни избори? Зошто оваа власт удира само по џебот на граѓаните и го полни буџетот преку нивниот грб, а со ништо не ја подобри економијата во Прилеп? И дали вистинската цел на преродбата во 100 чекори е да се доведе сопствениот народ на питачки стап? Благодарам.